разговараме на тема спорт пред вестите во 9 часот. Теквондо, бронзен медал за Македонија од Букурешт го донесе Мила Релич, која што заедно со медалот е во нашето студио и со тренерот Александар Евтимов. Добро утро за двајцата. Добро утро. Ќе почнеме со дамата прво и со освојувачот на медалот. Прв медал досега во колекцијата? Да, прв медал од вако првенство, од европско. Да, какво беше искуството? Беше ли сега, ако те прашаме дали било тешко или лесно, малку излишно прашањето, сите ти го поставуваат тоа прашање, меѓутоа како се одвиваше патот до медалот? Како ти го виде ова надпреварување севкупно, една оценка на крај? Така, за овој турнир се подготвувавме многу долго и на крај сето тоа се исплатеше. Имав 4 тешки борби за да стигнам до бронзениот медал. Во првата борба ја победив противничката од Хрватска, во втората од Грција и во третата борба, за мене најтешка, бидејќи беше борбата за медал, ја победив противничката од Полска, а во полуфиналето изгубив тесно од унгарската представничка. Сега едно прашање за тренерот во неговата сфера. Колку сме далеку или близко до златото, например, од оваа гледна точка сега, по завршените настапи? Овака, ние одиме често на турнири, бидејќи собираме поени за олимписки, за светска рангинг листа, за да може да се квалификуваме за олимписките игри за Париз за следната година. Така да доста со противничките сме се сретнале и ги знаеме како работат и гледаме и нашата слика, односно нашиот подам во работата. Например, сега со представничката од Унгарија што се сретнавме, бевме блиску и до победа. Лани изгубивме многу повеќе од незе. Тие двете близначки, Луана и Вивиана Мартон Унгарија, моментално се број 1 во светот во таа категорија. Навистина се многу добри, тренираат во најдобриот клуб во Шпанија, меѓутоа сега првата рунда многу тесно не победи и во втората исто така беше тесно, така да блиску бевме да ги совладаме. Се надам дека следна година ќе ги совладаме, така да доста сме блиску и до златен медал. Да не ти биде притисок, Мила, златниот медал, меѓутоа нека ти биде желба, нека ти биде цел, таргет, нека ти биде. Париз Олимписките игри се сон за секој спортист, тоа е најмасовното спортско собирање во историјата на човештвото и е сигнификантно, многу значи во кариерата на еден спортист. Па го гледаш ли Париз на видикот ли, на хоризонтот ли? Секако дека да, значи секоја желба на секој спортист е олимпијадата и ние за тоа работиме, за тоа вежбаме цело време и се надевам дека ќе успееме да се квалификуваме бидејќи за тоа вежбаме. Колку чекори уште треба да се направат, како е бодовното салдо, како се поените во моментов? Па вака, значи, има два начини за влез на Олимписките игри во Париз. Едниот начин е да се бијат меѓу првите 5, односно бидејќи домаќинката, французинката прва ранг листа, првите 6 во низината категорија, во олимписка категорија. За разлика, например, од светските првенства, кај што има 8 тежински категории за жените и за мажите, на Олимпијада се само 4. Две категории се собираат во една и одат само 16 представнички од целиот свет. Значи, првите 5-6 и се собираат поени во рок од 4 години во олимпискиот циклус. Меѓутоа, Милијана е млада, 20 години и она збира поени само последните 2 години од кога влезе во сениори. И на тој начин ние сме моментално некаде 30 на олимписка рангинг листа. Меѓутоа, втор начин за да може да успееме да се квалификуваме на олимписките игри е преку квалификации кои што ќе се одржат во март месец во Софија на ниво на Европа. Од таму од цела Европа ода 2. Така да тука се нашите шанси ние да успееме квалификации, ги знаеме противничките, се бореле со нив, сме ги победувале, кога сме губеле многу на нерешено или на 1 поен разлика, така да изгледно се шанси да избереме норма. Полека и кон Париз, чекори сигурно, што е најважно во секој спорт. Релативно си млада, релативно велиме затоа што во спортот нема млади и возрастни, млади и стари, туку има успешни и неуспешни. Успесите се за тебе, 20 години. Какви се условите за теквондо во Македонија? Овој ден сме го прашувале повеќе пати. Еве сега и од дамата да чуеме. Милијана, какви се условите за теквондото во Македонија? Така, условите, мислам дека пред неколку години беа многу полоши, но откако Дејан успеа да земе медал на Олимписките игри, мислам дека повеќе сребро. Сребро, да. Мислам дека тогаш условите се многу подобри и нашиот спорт го ценат многу повеќе. И сега се многу подобри. Како младите го ценат спортот? Ве имали на женската страна, имали многу девојчиња кои што сакаат од помлади години да се надпреваруваат? Мотив ли им се ваквите успеси? Така, да, мислам дека интересно за теквондото е дека се 50-50 машки и женски, не превладуваат повеќе машките и
Има доста што тренираат и женски. Што ќе каже тренерот за условите? Имаме ли простор за елементарни услови за тренинг, а и потоа се разбира и за надградба? Па да, после тоа што го освои олимпискиот медал Дејан Георгиевски заедно со неговите тренери Дарко и Борче Костовски, значи се проби теквондото, станавме попрепознатливи, имавме повеќе можности за да одиме по турнири нормални финансиски. Од друга страна, значи за да се направат надпреварувачи од светска ранглиста, да бидат меѓу први 10 на светска ранглисти, да освојат вакви медали, треба да имаме доста популарност, односно доста членови на нивна возраст. Например, кога треба Мила да прави спаринзи, често одиме надвор од Македонија, туки или кај нас доаѓаат затоа што сме мала земја, мал број на надпреварувачи, меѓутоа и тие што се доста квалитетни. Така да со ваков резултат од мала земја, со мал број надпреварувачи да се освојат вакви медали на вистина извонредно. Боречките вештини не се, ќе кажеме во наводници, природни за нас, бидејќи доаѓаат од некои други средини, за разлика од фудбалот кој што е најмасовен спорт, кошарката, комето и така натаму. Како се снаоѓаме со она што е есенцијално за овој спорт и за овие спортови? Ни треба ли помош од експерти од страна, од поразвиените земји, од можеби од источните земји и слично? Па видете вака, значи експертиза, например, за тренерите, а потоа и тоа да се пренесе на надпреварувачите. За мала земја како Македонија, значи индивидуалните спортови се можност за да се пробиеме. Тоа е една работа. Втора работа, значи Македонија, општо Балканот е плодна за боречки вештини, затоа што ние сме борбена нација и така да се борбата е составен дел од нашиот живот. Да, така да тоа ни е во гените да се бориме општо и во животот и за спортот. Тој аспект сме плодна земја, значи има таленти, меѓутоа од аспект на тоа дека тренерите треба да се едуцираат и помош од страна, ние често одиме надвор на семинари. Значи успехот на Мила се должи затоа што ние често одевме надвор од Македонија на семинари, спарингувавме со најдобрите надпреварувачки. Беше малку тешко додека ние добиеме, односно ги замолиме тие тренери додека Мила се уште не беше толку успешна, препознатлива, да не викнат воопшто кај нив на тренинзи, бидејќи таму ги бираат само најдобрите. Да се пробие мразот. Да се пробие мразот. Сега веќе кога ние направивме резултати, веќе денеска ни доаѓаат неколку странски надпреварувачки кај нас да тренираат. Така да веќе почнуваат и они кај нас да доаѓаат и веќе да имаме со кого ние да видиме на највисоко ниво. Само ќе кажам дека ова недела кај нас ќе дојдат трите од надпреварувачки од првите 10 на светската ранглиста, листа, од Чешки, од Грција и од Србија, така да ќе имаме со кого да спарингуваме. Освен што спарингуваш и се надпреваруваш со колешките, ќе кажеме, комуницираш ли со нив? Како не ценат нас, не знаат ли од каде доаѓаш? Во нивните очи како изгледаме? Можеш ли да ни доловиш? Да, како што кажа тренерот, порано, бидејќи доаѓаме од мала држава, не знаеа толку, но кога успеавме да се пробиеме, кога направивме резултати, сега не гледаат со подруги очи, они не викаат да одиме кај нив на спаринг кампови и секако тука е присутно пријателството, другарството. Например, пред 3 недели бев цела недела у Србија кај една моја другарка, заедно вежбавме, трениравме. Различно ли е во Србија и во Македонија, она што се вежба, што се тренира, односот кон спортот? Па не, исто е. И тренинзите, и... Значи, зборуваме за твојот спорт. Да, во теквондото е исто. Да. Можеме да кажеме дека сме понапред не понапред, туку секако по квантитет сигурно се далеко подобри од нас, меѓутоа по квалитет со земјите од регионот сме тука некаде. Видете, значи, Балканот ги има најдобрите теквондисти во светот. Значи, тука се послам Кореја, Иран и Шпанија. Меѓутоа, најголемата конкуренција постојано женско теквондо е на Балканот, а ние успешно се носиме со нив. Да. Што е следно што те очекува во распоредот? До Париз, сега да речеме, дај Боже, нека биде и Париз. Па сега имаме околу месец дена пауза од турнири. Првиот турнир ни е, мислам дека во февруари во Турција, а потоа следуваат квалификациите за Олимписките игри. Добро, дали сме подготвени за она што не очекува? Па и такако, затоа што доста се подготвуваме, значи последниве 3,5-4 години Мила работи 10 тренинга неделно,
4 до 5 утрински кондициони, сега со професионални фитнес тренери, 5 до 6 навечер теквондо и со спаринзи. Имаме отприлика 15 до 20 меѓународни надпревари годишно и тренинг кампови, така да нивото се покачува нели на спремноста и се надевам дека ќе избориме норма за Да, Париз. тука се разбира исхраната, психологијата и Тоа така секако, натаму, тоа се секако, сегменти кои што се неизбежни за еден комплетен успех. Дефинитивно, да. Добро, по оваа бронза во Букуреш да ти посакаме и пласман на Олимписките игри, па таму со Господ напред. Прво, многу среќа за да стигнеш до таму. Милијана Релич, репрезентативка теквондо, Александар Евтимов, нејзин тренер. Благодариме што утро бевте со нас, ете така ексклузивно на Македонската телевизија за освоениот медал. Благодариме уште еднаш и ве чекаме со нови успеси и нови резултати. Ви благодариме за поканата.